Во услови кога бројот на заразени или починати од коронавирус секојдневно се зголемува, неблагодарно е да се зборува за масовен процес како што се изборите. Кога Македонија веројатно го доживува пикот на епидемијата, не треба да се фиксира датум за гласање, смета доктор Ленче Нелоска. Тоа според неа може да се случи само при сериозен надолен тренд, а не кога државата предничи со негативни бројки и во регионални рамки. Многу е, неодговорно да се фиксира датум кога ќе биде тоа, затоа што никој, нити експертите, нити Комисијата за заразни болести може да има доволно податоци врз основа на кои што нели ќе донесе една одлука таква која што ќе има импакт на целото население. Така што сметам дека во овој период ние мораме да се воздржиме, да почекаме, да дадеме се од себе, нели колку што е можно да влијаеме да таа епидемија се стишува. Актуелните бројки според Нелоска се резултат на преуранетото олабавување на мерките во функција на политиката. Вештачки се создавала позитивна слика. Лицитирањето со бројки и именувањето во текот на денот, како што вели Нелоска, создаваат дополнителна недоверба на граѓаните во институциите. Тоа е корупција една на процесот. Здравствените работници се убиваат од работа по сите лаборатории кои што Институт за јавно здравје, приватните лаборатории и така натаму, секојдневно нели да земат материјали, да ги обработат, процесираат и да дадат една бројка која што е сработена. Меѓутоа тој момент на такво лицитирање со бројки кој што се случува деновиве, еве и да кажеме дека е некаков пропуст, остава мал простор за доверба. Се воведоа најригорозни мерки во целиот регион, за потоа наеднаш да се симнат сосема заради влијанието на политиката. Во текот на вчерашниот ден здравствените власти прво излегоа со бројка од 67, а потоа од 76 заразени.